1000 микрограми PM10 честички на метар кубен. Изутрината срушен уште еден неславен рекорд. Воздухот во општина Гази Баба отровен. Мерната станица во населбата Автокоманда измери загаден воздух 20 пати над дозволената граница. Слична беше состојбата и во другите општини од главниот град, освен Сопиште. Единствено таму луѓето имаа привилегија да дишат чист воздух. Загрижува состојбата и во другите градови. Во Струмица измерени катастрофални 300 микрограми. Магловито и загадено е и во Кавадарци, Куманово, Гостивар, Тетово, Велес и Свети Николе. Екоактивистите алармираат властите да не се однесуваат како да го заборавиле овој проблем кој со години ги гуши граѓаните. Според нив борбата со аерозагадувањето треба да трае во текот на целата година, а не само во зима, а невладините постојано да вршат притисок на надлежните за конечно да се реши овој проблем. Најмногу од се ги загрижува што премалку финансии се одвојуваат за оваа битка. Дефинитивно за борба која што одзема над 1000 човечки животи годишно, кој што очигледно сакаме да ги заборавиме или не ги спомнуваме толку, кој што се повеќе за жал и од сега кој што имаат починати од корона, едноставно многу малку реагираме на таа тема и не може толку малку дел од буџетот да биде посветен на справување со нешто кое што очигледно представува, според мене барем, и тоа се дискутираше и лани со председателот Пендаровски, загрозување на национална безбедност. И додека луѓето дишат загаден воздух, собранието ги одби речиси сите амандмани на одва иницијативата за распределба на буџетот. Од буџетот за 2021 година беа одвоени само 1,3 милиони евра, а дури 82,8 милиони евра за разни материјали и ситен инвертар, храна и пијалоци. Она што дополнително ги разгневи е дека партиите обезбедија кворум за да си ги вратат парите, што им беа скратени на почетокот на ковид кризата. Пари за филтри нема. Нема пари ниту за промена на начинот на грејење на болниците. Многу биле, немало за друго да остане. Ама пари за партиите секогаш има. Во ковид криза тие си враќаат околу 4 милиони евра што им биле скратени за време на вонредната состојба, која всушност не е ниту завршена. Македонија е меѓу првите земји со најзагаден воздух во светот, а истражувањата покажуваат дека околу 3000 луѓе годишно умираат од последици на болестите предизвикани од отровниот воздух.